Моја генерација поводов ми даде можност да винечам 2-3 збора. Си го зедов како должност, нема лошо да ви сторам. Бевме млади и зелени, скокавме како елени. Бевме млади и полетни, а сега станавме како дабови столетни. Токму со овие римувани стихови започна прославата на 50 годишнината од матурата на учениците од Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ, генерација 1967 година. Некогашни соученици кои заеднички ги делеле училишните згоди и незгоди, сега возрастни луѓе од најразлични профили, меѓу нив поети, писатели, уметници, инженери и професори кои предаваат во гимназијата, каде своевремено ги стекнувале своите знаења. Чувството е, да ви кажам, неописливо. Се раѓаат спомени од нашите училишни денови, нашите постигања до сега и навистина оваа средба е многу важна и пријатна за нас, за нашата генерација воопшто. Ние се дружиме колку имаме можности, но овие средби секако се најважни и мислам дека со оглед на годините дека е постигнато доста. Им благодарам на организаторите што беа во одборот. На вистина во голем број имаме дојдено колеги, другари, другарки од секаде од екс-Југославија, бидејќи имаме многу што отидоа во другите екс-републики. И можам слободно да кажам дека ова е една генерација која што даде своје одбележување не само на Тетово, туку одбележување и на северозападниот дел на Македонија, па и во другите градови, и до Куманово, и до Охрид, и во Скопје. И оваа генерација е тоа што ја краси е нејзината трудолюбивост, нејзината упорност да се самодокаже, но и да постигне извонредни резултати во својата работа. Тука меѓу нас имаме голем број на профили со највисок степен на образование, меѓу кои има професори, меѓу кои сум и јас еден, а воедно и поранешен директор на гимназијата Кирил Пејчиновиќ. А тука имаме, како што рече и колешката, и лекари, имаме инженери, имаме правници, имаме економисти, имаме уметници, имаме писатели, имаме поети, имаме од сите профили. Чувството е навистина вонредно, емоциите навираат, се враќаат наназад, историски да речем, меѓутоа и се појавуваат и наши желби да се сретнеме и во иднина, онака како што во текот на овој 50 годишен јубилеј се среќававме и на 20, и на 25, и на 30, и на други јубилеи. Драго ни е што сме собрани во вака голем број, макар да има и други што не можат од здравствени причини, а за жал можам да кажам дека доста од нив и се починати наши драги другари, поготово сега најново, кој многу на ове соби ни недостасува, Љупчо Аврамовски Шапшо, познатиот комичар од Тетово, кој што секоја наша средба ја збогатуваше со неговите досетки. Многу од нас тука не можевме ни да се препознаеме. Евоцирајќи спомени, матурантите разговараа до каде стасале во животот, што се постигнале. Оваа толку емотивна средба на која се славеше голем јубилеј продолжи во убаво расположение во придружба на тетовските тамбураши.